Како што најавме на почетокот на ТВ Дневникот, гостин во студиото премиерот Никола Груевски. Ќе разговараме буквално на сите актуелни теми. Добре дојавте во Дневникот. Добро нашо, добро вечер до сите што нас следат. Почнуваме веднаш со странските инвестиции. Имате интензивни економски турнеи роуд-шоуа, сега претежно се по истокот. Беше Јапонија, Малезија, Индија, сега ќе одите во Катар. Што очекуваме ние од овие роуд-шоуа? Па, одењето во Катар е прво официјална посета на Катар. Но покрај тоа ќе има и презентација. И тоа презентацијата ќе биде фокусирана на најголемите државни катарски компании кои што сочинуваат 70-80% од целиот капитал што излегува од Катар или што се врти во Катар. Таму така одат работите. И со повеќе од нив ќе имаме и посебни средби во објаснување на можностите да направат бизнис во Македонија, да отворат капацитети во Македонија. Инаку точно е тоа што го кажавте, заради економската криза и рецесијата во Европа, во овој период повеќе се насочивме кон Азија, каде што таква криза нема. Тя нема должишка криза. Меѓутоа, сега пак почнува да доаѓаат и резултатите од посетите што преходно ги имавме во Европа, во Виена, во Михен, во Дизелдорф. Еве, како што знаете, Дрексел Мајер веќе започна огласи за вработување. Она што тие ни го кажа кога има средбата со нив е дека во нивната фабрика, кога се ќе биде комплетирано, планираат некаде околу 4000 вработувања да има, се разбира не веднаш, во рок од неколку години. Секогаш реални ли се тие очекувања? Вистина ли очекувате вие дека ќе имаме 4000 вработувања? Секогаш се почнува со помалку, со 200, 300, 400, па потоа постепено расте бројот и за неколку години планот им е да достигнат околу 4000. Дали се реални или не, тие знаат, затоа што јас само ги пренесувам бројките што ги кажуваат, а се работи за сериозни компании, компании кои што не се занимаваат со шпекулации, компании кои што се многу крупни, многу значени и обично кога кажуваат бројка се прилично прилично проверени, резервирани, што не значи дека некогаш нема ни да промашат нешто, може да не им тргне добро или пак да им тргне подобро од очекувањата, па да има и повеќе. Но обично кога кажуваат бројка, таа е релативно добро присметана преходно. Значи, тоа е една крупна работа. Втора крупна работа е што неодамна белгијанската компанија Van Hool најави и веќе почна геотермички истражувања, односно да прави на земјиштето во каде што ќе гради фабриката. Кромбет и Шуберт исто така започнуваа со своите активности, тие ќе работат околу 2000 луѓе, белгијанците околу 500, се разбира зборам постепено во првата, втората, третата година, значи да не биде сватен дека одма првиот ден сите ќе ги работат, но постепено во година 2 до 3 планот нив е да дојдат до толку. Така да јас најавив дека оваа година ќе имаме најмалку 10 сериозни странски инвеститори, можеби и повеќе. Овие компании се дел од тие, белгијанската за производство на автобуси и Дрексел Мајер за производство на автомобилски кабли за автомобилска индустрија. Во Скопје превршува и градбата на City Mall, најавија околу 2000 вработувања, тоа е одлична бројка. И најавени се уште повеќе други, кои што не смееме да ги споменеме по име, меѓутоа можам да кажам дека е прилично известно дека некаде мај-јуни ќе започне изградба на една голема британска фабрика, која што ќе инвестира околу 60 милиони евра во изградба на свој високотехнолошки капацитет. Најавено не исто така како прилично сигурно, значи да речам и интерно донесена одлука во компанијата, јапонско-италијанска компанија, една од најголемите во светот за производство на автомобилски делови. Имавме контакт со нив кога бевме сега во Јапонија на нашето представување таму и дополнително две американски и една германска компанија за производство на делови за автомобили, кои што дополнително според планот е да работат околу 4000 луѓе, едната од нив 2000, едната 1500 и едната до 500. Таа најмалата ќе биде стационирана во Скопје, а едната планира да биде во Тетово, втората во Струга. Така што ги има повеќе кои што се во финална фаза. Значи, овие што ги споменувам, што сум се одлучил да ги спомнам,
се компании кои што се уште не можеме да кажеме нивните имиња, бидејќи тие треба да го направат тоа, но можеме веќе да најавиме дека известноста е многу голема. Има и уште една од хемиската индустрија од Германија, прилично позната компанија, која што исто така е во финална фаза на одлука. Значи, сега за сега набројав околу 6-7 кои што се во план, најверојатно кон средината на оваа година, некаде помеѓу мај и, не знам, септември, октомври, да започнат да градат своји капацитети, да објават и да започнат да градат своји капацитети, а веќе во моментот се градат околу 4-5 или 6 фабрики во технолошките зони, во Скопје и во Штип, кои што се во тек на градба, таму е нели Кенет Electronics, таму е. Имате ли пресметка за колку проценти ќе се намали невработеноста во Република Македонија во проценти некој отприлика, доколку се реализираат овие странски инвестиции? Има ли владата некаква проекција? Немаме таква проекција, од причина што и не е едноставно да се направи, затоа што овие вработувања за кои што говорам се директни. При секоја градба на фабрика, освен директни, има индиректни, многу е тешко да се измери тој ефект, колку ќе има индиректни вработувања. И секоја доаѓање на една ваква крупна компанија, например, ако дојде од Јапонија, една од најголемите во свет компании за производство на автомобилски делови, сосема известно е дека за некоја година таа ќе повлече уште некоја. Да речеме, Johnson Controls дојде, веднаш почнаа да размислуваат за втора фабрика и привлекува и други да дојдат. И сите што доаѓаа одеа прво во Johnson Controls да прашаат дали ова владата што го збори е така, па за да се осигураа да градат. Подоцна почнаа да додат и во Jensen Metти, да ги прашаат дали ова што ни збори владата е точно, бидејќи сакаме и ние да инвестираме, ама не сме, треба да прашаме некој што веќе инвестирал. И откако тие им потврдуваат, потоа привлекуваат и нови и од нивните земји, но и глобални компании што се во низ целиот свет. Така што еден инвестиционен план што започна некаде минатото лето и есен, каде што почна да се градат неколку фабрики, беше малку, имавме една мала пауза за време на есенскиот дел кога рецесијата силно удари во Европа. Сега повторно очекувам еден нов бран, како што кажав, од пролетва некаде до следната есен да дојдат компании во Македонија. Ние ќе продолжиме со нашите активности, со нашите представувања на Македонија во различни центри. Не гледаме кој на која држава е, во кој континент, таму каде што има можност да се привлечат инвестиции. Неодамна бевме во Индија и од таму постои интерес, таму е рано се каже, бидејќи обично откако ќе се представи земјата пред инвеститорите, најчесто треба година до 2 за реализација на некоја инвестиција. Меѓутоа веќе од таму почна да стигнуваат имејлови, да ја продолжиме комуникацијата, се видовме, сакаме да дојдеме и така натаму, што е добар сигнал. Има една крупна компанија која што размислува за една крупна инвестиција во делот на образованието, но прерано е тоа да го објавуваме, бидејќи се уште е во една фаза во која што не би требало било што да се објавува, но во секој случај Индија имаше голем интерес. Индија имаше поголем интерес од нашите очекувања. Да не зборувам за Турција, каде што секоја недела примам по најмалку 2-3 турски компании кои што се во фаза да бидат примени кај мене. Преходно биле кај министер за инвестиции, за нели што занимава со инвестиции, кај министер за економија или за финанси или не знае. На крајот кога се во позрела фаза доаѓаат и на средба кај мене доколку тие оценат дека треба. Така што се надевам дека и покрај големите тешкоти што се заради европската должничка криза, дека сепак ќе успееме годинава малку повеќе да ги придвижиме работите. Работиме максимално, работиме со сите сили. Не е едноставно, не фатија 2 крупни кризи, глобалната светска економска криза, која што беше во таков обем што ја немало 80 години преходно немало таква криза, само што таа заврши почна европската должничка криза, рецесија во Европска унија. Тоа е Европска унија, кај нас е стабилно, инвеститорите може да дојдат, имаме стабилна макроекономска политика и за странските инвеститори во ред меѓутоа. Но проблемот е што не е стабилно во државите од кај што чекаме инвестиции. И тогаш нивните компании се воздржуваат од нивни инвестиции. Затоа ја споменувам таа криза. Но дали ќе превземете некои мерки за да се стимулира работата на домашните компании кои што се во Република Македонија, дополнителни кои што би го заживеале стопанството покрај постоечките кои што веќе се превземени? До сега се што правевме беше тоа. И превземавме стотици мерки за да им помогнеме на македонските компании да прават подобро бизнис, да имаат полесни услови. И неслучајно Светската банка Македонија веќе 5 години поред ја рангира меѓу првите 3-4
најдобри реформатори за самата таа година, дали е тоа 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, и не случајно на генералната ранг листа што имаат, од 94-то место Македонија веќе е рангирана на 22-ро место во светот пред практично 19 земји членки на Европската унија. Само 8 земји членки на Европската унија и воопшто 8 земји во Европа се подобро пласирани од Македонија во делот на правење на добри услови за бизнис. Ние кога ги правиме мерките, не ги правиме за домашните или за странските. Освен што за странските овозможуваме некои подобри услови во технолошко-индустријските развојни зони, сите други до една мерки се подеднакво насочени како за домашните, така и за странските. Но е многу интересно што многу од странските компании сакаат да инвестираат надвор од зоните и бараат места каде што има поголема невработеност, за да имаат и поголем број на вработувања, односно на работници на располагање. Така што еве едни се одлучија за Вардарскиот, Каваречкиот регион, други се одлучуваат за Тетовскиот, трети за Струшкиот, четврти за некое друго место, Битолскиот и така натаму. Значи, секој има своја различна стратегија. Некој сака во технолошките зони, некој вели не, благодарам, не ми треба тие поволности, јас друго имам на ум и си оди во некој од другите региони. И конечната одлука тие носат каде да инвестираат. Ние им оставаме на нивно располагање да одлучат каде ќе инвестираат во кој дел од земјата. Ние секогаш гледаме колку што може и надвор од Скопје, бидејќи не би сакале да има само во Скопје, да нема во другите градови, но нивни е последниот збор каде ќе инвестираат во кој дел на земјата. Пето, шесто место сме од европските земји по растот на БДП во 2011 година, меѓутоа ланската година 25 од 27 земји членки на Европската унија ги покачија даноците како резултат на кризата за да се наполнат буџетите, за да може државите да се справат со кризата. Да. Дали годинава планирате покачување на даноците, замрзнување на платите и отпуштање на работници или процесот ќе биде сосема обратен? Не планираме зголемување на даноците. Ние објавивме дека нашата политика е политика на ниски даноци. Точно е ова што го кажавте, од 27 земји членки на ЕУ, 25 во последните 2 години веќе ги зголемија даноците, кои данокот на додатна вредност, кои други даноци на добивка и така натаму. Ние издржавме до сега да нема зголемување на даноците и дефинитивно сме држава во Европа со најниски даноци. Во едни такви услови, како што споменавте, имавме раст минатата година од 3%, што е близко до нашата проекција, кој што раст практично е идентичен со растот на Германија, на Австрија и кој што раст е 5 или 6 во Европа. Балтичките земји, Шведска и Полска имаат повисок раст од нашиот, ние мислам дека сме 6. Според растот, да речеме, Бугарија има раст од 1,7%, Хрватска има од 0,6%, Словенија има пад од 0,2%, значи негативен раст, Грција, да не збориме, 6,9%, зборам земјите во окружувањето. И она што е значено е дека нашиот раст е дупlo поголем од вкупниот просечен раст на земјите членки на Европската унија, таму е 1,5%, односно 1,4% е на земјите во еврозоната. Значено за нашиот раст е што практично најмногу влечи градежништвото, оно што и најмногу се фокусиравме и очекувавме да се случи, затоа што градежништвото нам не е битно, затоа што повлекува уште раст на 26 други гранки. Кога тоа расте, работа има и за 26 други гранки. Добар показател е што и туризмот порасна за 11,3% ми се чини минатата година и тоа е малку и поголем раст од градежништвото, но по обем во индексацијата тоа помалку допринесува отколку градежништвото. Така што главното нешто што ја влечеше економијата и што го влечеше растот во 2011 година беше градежништвото, а исто значено место завзема и туризмот, што за многу луѓе изненадување, но за мене не е, бидејќи многу вложивме во последните 2-3 години во областа на туризмот, направивме специјален комитет. Јас сум начело на тој комитет, има многу министри, надворешни лица, одиме чекор по чекор, подобруваме дел по дел, така што тоа почна да дава резултати. Имаме меѓународна кампања за привлекување на туристи, имаме промотори кои што исто така носат туроператори. Нивна задача е покрај странски инвестиции, класични овие фабрики и така натаму, секоја година имаат бројка колку туроператори мораат да посетат и им ги броиме колку од нив ги убедиле да дојдат во Македонија. Така што и тоа си има свој допринос. Странските инвестиции минатата година беа, како за таква година, прилично солидни, 303 милиони евра. Се чини дека тоа е
трета најдобра година во историјата на независна Македонија по ниво на странски инвестиции. Девизните резерви се околу 2 милиарди евра, што е една стабилна основа вака за понатаму. Денарот е стабилен. Еве се слуша дека се повеќе граѓани што се плашат за иднината на еврото, парите не ги префрлуваат во долари или во Франција или во не знам некоја друга валута, фунти и така натаму, туку токму во денари, што е резултат практично на нивното верување во здравите економски политики како на владата, така и на Централната банка. И што е најважно, долгот е еден од најниските во Европа. Мислам трети или четврт најнизок долг во Европа, 26% од бруто домашниот производ. Тоа е важно за на подолг рок. За на долг рок тоа е важно, меѓутоа да ги расчистиме дилемите. Рековте дека најголем дел од БДП го сочинува градежништвото. Во јавноста постојат дилеми дали градежниците се навреме исплаќани за работите кои што ги изведуваат, и не само градежниците, него и другите македонски компании. На време се плаќаат обврските од буџетот кон приватните компании или не? Правиме се што можеме на време да се плаќаат. Веројатно тука и таму има задоснувања, и јас тоа се трудам колку што можеме да го сведиме во минимални рамки, меѓутоа важно е дека се дава работа. Може некаде на време да им плаќаат, а да нема работа. Ќе добијат еден проект на време платен, ама не знам дали е тоа подобро или подобро да добијат 10 проекти, па некаде да има и мало задоснување во плаќањето, да имаат работа и да ги добијат парите и да расти и нивната компанија, и 26 други гранки, и целата економија. Така што не е едноставно во овие услови да се води економијата. Верувате, правиме надчовечки напори и да не ги зголемиме даноците, и да останеме земја со најниски даноци во Европа, и да не отпуштаме од администрацијата како што отпуштија ни цела Европа, и илјадници луѓе ги отпуштија од администрација, и во исто време да тераме на овој начин на кој што тераме, да бидеме меѓу првите според растот, меѓу последните според, односно меѓу првите според колку малку сме задолжени, така што извонредно тешки околности за едни вакви резултати. Може ли да преминеме на политичките теми? Каква е соработката со Демократската унија за интеграција? Па во основа е онаква како што беше и пред тоа, да речеме нормална. Кога има некои прашања што се разидуваме, седнуваме, разговараме, имаме програма на владата, одиме по таа програма, ние сме партија која што стрикно сака да се задржи до тоа што го ветила да го исполни. Така што кога имате програма и обично е полесно. Се оди по програмата, се тера нормално, ако има некоја нова добра идеја, се уфува таа добра идеја. Така што од тој аспект владата функционира согласно програмата на владата и повремени комуникации имаме на партиско ниво, доколку се јават одредени работи што треба, проблеми и така натаму да се средуваат. Тоа значи дека таква е соработката во последните 2 недели, предпоставувам, меѓутоа трпиме огромни критики од опозицијата кон сите медиуми кои што не се под нивна контрола, дека дури и хумористичните емисии трпат критики дека се под директна контрола на владата, а тие критики доаѓаат од опозицијата. Слични напади почнаа овие денови да доаѓаат и од Демократската унија за интеграција, па затоа ве прашувам дали е иста и континуирана соработката и во последните 2 недели. А кон кого биле нападите? Не ве разбрав од кон сите медиуми кои што не се под нивна контрола. Од ДУИ? Од ДУИ. И од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Па добро, не би го коментирал тоа. Секој има право да си каже свое мислење, така што не би го коментирал тоа. Како се носи ДУИ со провокациите? Ви се пожалијали? Како се носат со провокациите овие денови кои што доаѓаат од некои медиуми кон нив? Не сум разговарал за нивните чувства од медиумите, какви им се, што им се, не сум имал на таа тема разговор. Обично за постратешки работи разговараме, или за крупни проблеми кои што треба да се решат и така, или пак за спроведување на владината програма ако има некое доцење, па да го забрзаме. Дали верувате дека ќе има промена на чело на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? По се погласните најави во јавноста дека Ранко Црвенковски треба да се повлече од лидер на партијата? Па во основа тоа е нивна работа. Тие се во едно заложништво од сегашниот председател подолг период. Како ќе се случи, што ќе се случува понатаму, не знам, ние не сме преокупирани со нивната состојба во партијата, ние гледаме што ние сме ветили на луѓето тоа да исполниме и гледаме во овие тешки околности во нашето окружување во Европа, па до некаде и во светот да излечиме максимум за државата. А што ќе прави СДСМ е нивна работа. Ако им е убаво со Бранко Црвенковски, нека тераат со него, нивна работа. Ние сме подготвени да е тој и да не е тој, да
продолжиме да бидеме конкурентни на политичката сцена со идеи, со проекти и со нешто што ќе предвижува земјата напред. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, без да даде никаков предлог, е против сите предлози кои што се предложени за промена на улиците, промена на адресите кои што се прават во последниот период. Кој е ставот на ВМРО ДПМН? Треба ли да се променат улиците, имињата на улиците, не треба да се промени? Што добро ќе донесе, што лошо ќе донесе тоа? Зошто се прави сега? Се создаде погрешна слика дека не знам колку улици ќе се сменат, околу 8% од улиците во Скопје ќе добијат нови имиња. Второ, граѓаните нема да треба веднаш да ги менуваат своите документи, туку кога ќе им истечат и кога по закон ќе треба да ги заменат со нови, тогаш ќе им биде впишана новата улица, така што нема да имаат никаков дополнителен трошок. Трето, ние се уште имаме улици од типот, не знам, Салвадор Аленде, чилијански комунистички водач, или како беше социјалистички, значи председател на Чиле, во тоа, не знам, околу 70-та година или така некако. Или Хо Ши Мин, виетнамски комунистички водач, или Октомвриска револуција, од каде што почна комунизмот, социјализмот, кога на насилен начин кралското семејство беа живи закопани и започна една нова ера во светот, кој што празник и самата Русија не го слави. Значи, тоа во Русија се случило, Октомвриската револуција, нели, Ленин и така натаму, и денеска Русија не го слави. Тој празник ние улици чуваме со Октомвриска револуција. Мислам дека може поинвентивни решенија да се најдат и од нашата поблиска, и од нашата подалечна историја, и од сите провиненции, ако гледате левица, десница. Значи, има навистина личности кои што заслужуваат да бидат, да добијат улица од типот на Павел Шатев, од типот на, не знам, генерал Михаил Апостолски, кој што бил висока авторитативна личност за време на Втората светска војна, или Киро Глигоров, например, или, не знам, Страшо Пинџо и така натаму. Така што не гледам причина зошто некој од овие луѓе да не добие име, а да се држиме на Салвадор Аленде, на не знам, Октомвриска револуција, или на, не знам, Хо Ши Мин, или ги има еден куп такви, така што, или пак има некои што се тотално непознати. Не можете на интернет да најдете ништо за нив. Колкав процент од вкупниот број на улици, од вкупниот број на улици, имињата ќе се менуваат? Значи, Тоа го спомнав пред 8%. 8%. Мојата информација е дека е 8%. И значи има и од народно-ослободителната борба, има и од илинденскиот период, пред илинденскиот, по илинденскиот, има од скорешното минато. Ели, спомнав неколку имиња познати наши писатели, не знам, Славко Јаневски, Владо Малевски. Так, тоа е во надлежност на општините. Се спремате ли за локалните избори? Како одат подготовките во партијата на терен? За локалните избори, ние сме партија која што постојано е во динамика, во подготовки за се што следува понатаму, така што ние не чекаме да дојде, не знам, 2 месеци, 3 месеци пред избори, тога да седнеме да правиме подготовки. Значи, кај нас постојано има промени, подобрувања, придвижувања, се прават планови, подготовки за се што следува понатаму, така што и во една таква конотација можам да одговорам да се спремаме, но тоа не се некои специјални подготовки. Сме седнали само за тоа да збориме, него имаме континуирана силна динамика на работа внатре во партијата. Знаете ли кои кандидати ќе ви бидат истите постојаните градоначалници кои што се сега, или ќе имате некои нови кандидати, бидејќи сега скоро беше објавена првата анкета во која што се покажа дека некои од градоначалниците дури имаат повисок рейтинг и од некои актуелни министри во владата од редовите на ВМРО ДПМН. Имате ли размислување? Не сме дошли до таа фаза. Кога ќе дојдеме до таа фаза и кога ќе донесеме одлуки, ќе ги објавиме. Но секако ќе има и потврдување, односно кандидирање на некој што сега е градоначалник, но некаде може да има и нови личности кои што ќе бидат понудени за градоначалници, доколку процениме дека така е подобро и за општината и за партијата. Дали тоа значи дека може да се очекува некои од министрите да отидат за градоначалници или некои од градоначалниците да дојдат за министри? Планирате реконструкција во скоро време? Во овој момент не сум фокусиран на тоа прашање. Одиме на прашањето за името. Може ли да ни откриете прилично концизно и кратко беше соопштението од последната средба со грчкиот премиер Пападимас? Што вие разговаравте таму? Немам нешто дополнително од тоа што го изјавив за јавноста. Не во тоа соопштение, него ја и потоа давав во неколку наврати прилично детални изјави. Надвор тоа немам што да додадам. Тоа значи дека во скоро време не може да избори немам што да ви откривам кога немам што да откривам посебно од тоа што сум го кажал.
Тоа значи очекувањата дека не треба да ни се преголеме за тоа дали ќе се реши името во скоро време или не. Во овој момент немам сигнал дека во скоро време Грција ќе покаже волја да се дојде до брзо решение. Ниту пак имам сигнал дека не знам дека ќе се смени нешто во однос на самитот на НАТО во тој поглед. Во овој момент ние не сме на агендата, односно воопшто проширување нема на агендата и нема никаков сигнал дека тоа ќе биде променето. Како тоа ни влие на пристапниот диалог кој што го започнавме со Европската унија минатата недела? Мислите однесувањето на Грција? Да. Па пристапниот диалог е една добра работа што и се случува на Македонија, како што и самиот комесар Филе кажа дека тоа е напредок. И јас додадов дека тоа е напредок кој што ќе донесе нов напредок. И од тој аспект практично ние правиме операции кои што операции реформи во таа смисла, кои што по официјалното започнување на преговорите практично ќе ни го скратат периодот на преговори, бидејќи голем дел од работите кои што ќе треба да ги завршиме тогаш, ние ќе ги завршиме сега во текот на овој висок диалог, предпристапен диалог со Европската унија. И во едното и во другото имаме фокус на реформи, кога сега ќе се завршат поголем дел од тие реформи кои што ќе треба за време на преговорите, иако еве да речеме нормално е преговорите да траат 4-5 години, веројатно ова ќе ни скрати. Практично, јас ова гледам и како една можност, додека трае ова со Грција, ова нивно блокирање на Република Македонија, да не го губиме делот да не го губиме времето во делот на реформите, тие да се одвиваат, а паралелно да бараме решение за проблемот со името. Грција е сега пред избори, како што знаете, се шпекулира дека некаде крај на април, почеток на мај ќе се одвијат изборите и од таа гледна точка и немам преголеми очекувања дека нешто ќе се случи во овој период, иако доколку има најмал сигнал од нивна страна за волја за разговори, ние би биле целосно подготвени да ги продолжиме разговорите и да дојдеме што побрзо до некое решение кое што ќе биде прифатливо и за нив, но и за граѓаните на Република Македонија. И може ли накусо само да резимираме со измените во законот за лустрација, денеска рековте дека тие измени кои што се носат се добри. Зошто се добри? За законот за лустрација, да. Прво, една од големите проблеми во досегашниот период беше тоа што Комисијата за лустрација носеше одлуки, а немаше можност, согласно закон, да ги образложи и да ги покаже доказите. Од друга страна, лицето за кое што беше донесена одлуката за лустрација, има право неограничено да излезе и да покажува разни харти, документи, да се брани јавно, а овие нема никакво право било што да спомнат, бидејќи би го прекршиле законот. Со овие измени, практично се возможува сите досија, сите белешки што се правени, се што има во архивот, за личностите кои што се во делот на опфат на овој закон, да се објават на интернет, секој да може да ги прочита, секој граѓанин да знае зошто, како и што се случувало. И исто така се проширува и опсегот на личности што се офаќаат, вклучувајќи го луѓето кои што активно учествувале во фазата на приватизација во Македонија, за да се расчистат и тие дилеми, дали некој од нив учествувал во некакви такви нечесни игри, така што мислам дека ќе биде одличен закон и мислам дека ќе ги забрза процесите. Ќе го расчистиме имената. Ќе забрза процесите и на граѓаните ќе им даде чиста слика, да не се сомневаат дали некој партиски бил прогонуван, дали му било наместено, дали му било измислено. Не, во првите 30 дена се што има државната архива за тие луѓе што се во офат на законот, на интернет, кој сака нека си прочита, нека си провери, да нема сомневање дали некого ние сакаме да сме го гонеле партиски, оти не мислил како нас, мислил како нас. Ова е транспарентно, чисто, така што мислам дека значајно ќе ги забрза процесите. Јас ви благодарам што бевте гостин во Дневникот на Сител. Ми беше задоволство, ви благодарам. Поздрав до сите што не следеа.